Општина Гевгелија даде негативно мислење за воведување нови производствени активности во капацитетите на компанијата ГИО Васте Солушен Доел од Скопје, која што се наоѓа во Гевгелија. Ова негативно мислење доаѓа по доставеното барање од Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање, а во врска со известувањето за намерата на оваа компанија да изведе нов дел од проектот воведување нова активност во инсталацијата во Гевгелија. По увидот во дадениот проект, Општина Гевгелија се произнесе негативно за воведување нови активности. При извршениот увид во проектната документација било констатирано дека правниот субјект има добиено дозвола за складирање и третирање на отпадна пластика со наведени видови отпад. Во самата дозвола се укажува дека компанијата може да врши физички механички третман, а со конкретно наведени селектирање и сортирање на отпадот и механички третман балирање на отпадот. Опсегот на дозволата е исклучиво за неопасен отпад. Со новиот проект се предвидува зголемување на опсегот на дозволата со други видови на отпад, како што е отпад од искористени возила, електричен и електронски отпад, од постројка постапување со отпад, отпад од механичка обработка, сортирање, дробење, компактирање и пелетизирање, односно одвоено собрани фракции од комунален отпад, отфрлена електрична и електронска опрема. Од сите видови наведен отпад предвидено е во проширените производствени активности на ГИО Васте Солушен во Гевгелија да се селектираат, дробат и од нив да се произведува гранули кои ќе се пресуваат и балираат. Со еден збор кажано ќе се произведува РСФ цврсто гориво во вид на пелети. Имено, во случајот се работи за инсталација за производство на РСФ цврсто гориво во кој како суровина е наведениот отпад. За набавка на таков вид отпад предвиден е отпад од Република Северна Македонија како и увоз од европските земји, бидејќи се работи за видови отпад кои можат да бидат штетни по здравјето на луѓето, да предизвикуваат и загадување на животната средина. Се дава негативно мислење, се наведува во одговорот до Управата за животна средина. Негативното мислење од страна на Општина Гевгелија следува по обстојната расправа, што ја организираше градоначалникот Андон Сарамандов со надлежните општински служби, координаторите на советничките групи, представници на невладини организации и здруженија за заштита на животната средина.